Здраво, јас сум Бојана Томашевска, дел од Хера. Здраво, јас сум Ивана Динал, исто волонтер во Хера. А денеска збориме за конкретно за темата Gen Z генерација, односно како Gen Z генерацијата се однесува, потребите нејзини, што значи Gen Z генерација, нејзините ритуални способности, нејзините ритуали во секојдневието и така натаму. Пред се те прашам, како почнува твоето утро, како Gen Z генерација? Морам да признам, прво нешто, кога ќе кренам глава, гледам кај ми се мачињата. После тоа, одмah го фаќам телефонот и изненадувачки секој пат има некоја нотификација, секој пат некој пишал, секој пат на некој нешто му треба. И неизбежно тој само имам така со полуотворени очи, затоа што секогаш во колку сати да станам, мене ми е проблем да се расанам. Пред 10 минути на сетим викам, не правете молбен со мене, за ваше добро. Да, и прво ми е нешто телефонот што ќе го фатам. И после тоа таму. Дали си значи се зависник од телефон, бидејќи ночем се будиш, узимаш телефон? Искрено, порано повеќе бев зависна, сега имам ставено рестрикции на сите апликации, 1 сат на ден. TikTok ми е измешан 3 месеци, значи првите 2 дена бевка што ќе правам без TikTok. Најинтересна апликација ми беше Instagram, имам ставено 1 сат, ако го надминам толку. Друго ништо на користам сум Instagram, YouTube, на YouTube највише седам. На YouTube највише седам, ама YouTube ми е као пропратно нешто позадина да ми тече. Значи се шуја да правам. Учење што ја тоа Да. учам. Да. Обавезно мора некој Мора. Дали ја читам и буквално. Да, затоа што ако ми е тивко, јас не знам, ја не можам да се сконцентрирам. Ништо, не можам зависна си од телефон. Само од апликациите Тоа на телефон. Ја сметам дека повеќе ми е за да ми помогне да бидам пофункционална. Да, пофункционална. Например, некад знам ако стварно ми е дистракција, да кажам како друга соба ќе го оставам. Ама секој случај многу помага. Пример, мене многу често ми помага за учење. Да. Например, ако сакам да најдам нешто, обично наоѓам на TikTok, не знам зашо, ама ќе скролнам нешто и ќе најдам нешто што ми треба и од таму може да излезам исто информации, без разлика, иако книгата нели е секој стандардно за учење, ама од апликација како TikTok, Instagram исто, некој сајт исто може да се види што Да, после на YouTube исто се потврдува што исто нови прават. Да, јас сум човек што прво кога учам, например, морам физички книгата да ме бра. Да. Јас не можам PDF формат книга да имам, Не можеш ништо да го осетиш буквално. Значи, да подвлечам, да напишам, да свртам страната, не знам, во тој момент, например, не можам. Прва глава не можам да ја читам сега, втора ќе преминам одма, ама дефинитивно на телефон, на компјутер, било што најбрз пристап до информација. Дали мислиш дека Gen Z генерацијата е новата генерација на денешницата? Како припадник во Gen Z. И позитивните и негативните страни на Gen Z генерацијата. Јас сметам дека секоја генерација си има негативни страни. Дефинитивно, во секоја генерација има човек што нема да сака да прави нешто со животот, дека нема да се замара за ништо, дека ќе чекува од неговите родители или од било кој нешто од мама од него, да, ќе чека кога се рашата и ќе ви кај да се опадне. Ама исто така сметам дека и во секоја генерација има луѓе што се борат за себе, за општото добро. Има идеи, да. Да, дефинитивно, значи дефинитивно во секоја генерација тоа има. И ја исто сметам дека во секоја генерација се носи своји предности и слабости, Да, кои нашата така и Дефинитивно. останати генерации. Мислам дека не сме предноста, ни е иднината на нашата земја, ради тоа што мислам дека од нас може како нова генерација да донесеме многу предности, посебно со технологијата, како што предава на секојдневно ниво, дека можеме многу повеќе да придонесеме на самото општество. Да, дефинитивно ние имаме многу улеснителни околности, дигитализација, например, јас сега, тетка ми, например, живеам во Америка, јас сега можам да се јавам, не ќе ми крене телефон, ја не треба да се стресирам за гледа колку пари ќе треба да платам, јас сега само за да ја слушам да видам дали дека е добра, да си видам братучедите, да разговараме и, например, да ми пренесе од таму што им се случува.
Па тоа што викам дека секоја генерација си има предности и слабости, дека нас например тоа е една од предностите што имаме дигитализацијата. Секоја генерација си има предности и слабости, ги фатиме малце негативните страни. Како што кажеме, ние сме малце, според мене, тоа мое лично мислење, дека ние сме и малце мрзлива генерација, сакаме се одма натасне и одма да добиеме сега и одма. Што мислиш за тоа? Има исклучоци, секако. Ај, ќе тргнам прво себе. Секој што тргува себе, точно е истото го правам. Јас сметам дека не сум мрзелива личност. Да, имам денови кога што, например, ќе легнам Секој има, да, секој има добри и лоши денови. Денеска не правам ништо, ама после тој ден јас се чувствувам лоша. Зашто? Се чувствувам лоша заради тоа што денот не ми поминал продуктивно. Не си направила нешто. Не сум направила нешто што може да ми придонесе на мене или на некој друг или воопшто било што и да е. Јас например се сметам дека не сум толку мрзелива лично. Никад не сум очекувала се да ми биде дадена тацна. Да, има така и може во некои моменти сум била таква, не знам, ама еве ретроградна, не знам. Не сум. Да, ретроградна, да. Не. Знаеш, така кога ќе се назад кога ќе се вратам вака сега у блиско минато, мислам дека не сум била таква, заради тоа што цело време сум се Ја, например, немам време сега да се посветам на себе. Цело време. Не, тоа е најлошо, факултет. Било ли ја? Не, мислам дека грешно, мислам дека баш тоа што не се посветува, баш праксата, прво работиш на себе, на твоето исто и ментално здравје тука би го вклопила и на самата себе сакаш да се продуктираш активиста секој што можам да бидам, да приметам. Така да мислам дека имаш, дали сметаш дека имаш многу високи стандарди за сама себе? О, дефинитивно. Дефинитивно, да, дефинитивно. Зашто тоа мислиш, заради тоа што сакаш тоа, кај се пронаѓаш себе например? Но што уствари се пронаѓаш кај? Стручно, моментално студирам сметководство и ревизија. Браво. Значи, ја од малено за знам дека ќе бидам ревизор, тоа дефинитивно. Знаеш кај се парите? Амин. Мајка ми многу ме поддржава тоа, што сум многу благодарна, но од друга страна многу голема пасија ми е активизмот. Да, исто, ја исто сакам да активно. Ако не направам тоа што баш викаш, не направам нешто продуктивно денот, мислам дека не дека сум некорисна на годница ќе ставам, дека денот не помина како што јас сум си го замислила. Overthinker си? Дали мислам дека генерацијата наша генерација се overthinker? Да, Overthinker. Браво, Јоно. Overthinkeri. Ви слава. Тинтири шо? Да, дефинитивно. Прво заради тоа што јас лично сметам дека секој пат кога правам муабет со мајка му, со сестра ми, нивната генерација, например, мајка ми е 79-та. Незината генерација која изборам вика, јас сум чудовидена на храброста ваша. И храброста и лудоста. Многу пати, јас за неа моментално зборам, може сум сакала нешто да сменам, може не сум мислела дека тоа е правилната одлука, Добро. ама не сум имала храброст да го направам тоа. Вие имате. Да, мислам, знаеш зашто тоа? Сега ќе направиме една споредба измеѓу генерација Z и милениум, еве ќе ги ставиме. Токму милениум генерација. Извинете. Генерација ради тоа што мислам дека они во нивно време што они викаат да имале интернет, смарт телефони и така натаму, мислам дека они исто би се понашале како нас. Ради тоа што они например сега да му даваме на човек од 80 години, баба ми пример лично, барата Facebook, скрола, коментира, шкелува, лајкува, нарашува се буквално, а не па ние младите што се вика. Дали мислиш дека таа спогодува дека нас не е полесно? За некои аспекти, да, дефинитивно. Прво тоа не преска што го зборавме, информацијата ми е на еден клик достапна. Еден клик ми е достапна информацијата, можам да комуницирам кој сакам, када сакам, кога сакам. Скоро 100% од времето да е за без пари, нели? Интернет мрежа, Ма сега толку. Но исто така се шират многу дезинформации, постои опасност нели сега тоа фишинг, такви штети, све и свашто може да се исподесе.
Кликбейтови има многу чести. Посебно на Facebook, кога ќе прочиташ нешто за некој портал, пример нешто ново како Boomvest, одма ако го кликаш и може некој вирус, не дај Боже, да ти се пати телефон, лаптоп, било што да имаш. Да. Дали се тука се загнам се наврзана тема, дали мислиш дека Gen Z генерацијата сме плашлива генерација? Се плашиме да направиме нешто ново, да постигнеме нешто ново. Зависи во која ситуација. Јас сметам дека сме бунтовна генерација. Бунтовна, да, и ја ќе кажам и експериментална генерација. Дефинитивно. Дефинитивно. Мислам што се немаат пробано на нас да прават. Секако дека во некои моменти може си да сме се почувствували или во комфорт зона да останеш, затоа што може во моментот ти е страв да смениш нешто околу тебе. И тоа е искрено реално. Сите луѓе сме почувствувале некој момент такво нешто, затоа што промената на пример за тебе може ќе биде нешто вау, јас се чекам тоа да се деси, а за мене ќе биде страшна. Сега на крајот каков ќе биде резултатот, тоа е најнормално, ама сметам дека сакаме промена. Пример, еве ќе те прашам, поврзано со генерација, со наша генерација, генерација Z и генерација, како ме рече, Millennials. Порано, например, еве за дейтови конкретно. Порано си праќале писменца, не знам, им било поинтересно, за разлика од денес, сега ќе те пише на Инстаграм, ќе те скролна, ќе те срсна стори и ај на дейтука, па и на визија правиш леле, тоа е тоа. Да. Што сметаш за тоа? Како гледаш на тоа? За некои работи сум така како по-стар тип, јас што пишувам писменца. Тоа ми е пресад. Браво, че респект, друже, респект. Млина, јас имам кутија дома, значи 10 години назад имам работи што сум чувала. Во Secret Box исто. Кутисјата ми е што се помоди. Лижав што сум лижала, значи капачи од сокче, тоа и мене се срам, тоа секад не било неинтересно, сум клика на работа згора. И уште си чувам тама некои работи и мене тоа ми е многу сум сентиментална личност, премногу, и мене многу повеќе би ме значила некој да ми напише писменце, него да ми купи нешто или не знам, било што или дефинитивно Сите, извини што те прекинувам, ситниците многу влијаат. Ја мислам посебно на наш девојчињата, да. Така да што да и ситниците го прават, во ствари го ја прават, како да кажеме, ајде, не знам како да се надоворам. Ситниците прават разлика. Разлика е, да. Ситниците прават разлика. Дефинитивно. Следно што сакам да те прашам е што мислиш за глобалните предизвици? Тоа полагам денес, се извикам. Што мислиш, например, еве за присутноста за наша генерација, например, за сноуѓање, например, надвор, како генерално во простор? Дали, например, пошто имаме достапно више Google Maps, например, ако не знаеме кај сме, ќе се пратиме само на апликација Instagram или SMS порака, и одма ќе се најдам, и ако пак не го знаеме да се изгубиме и ако пратиме локација, дека порано немале ништо. Сакам да кажам, немале GPS, немале Google Maps и остали апликации, и пак се наоѓале и пак биле, како да кажам, посреќни, повесели, порасположени. Дали се склучуваш со тоа? Што кажав се, ја сама не знам. Живеете со факти. Сноодливи во некои контексти мислам дека сме малку подобри во некои ситуации, во некои ситуации не. Например, мене ми е многу криво што ја мислам дека мене сам некој ма помеде, нема да застрави да нема се снајдам, дефинитивно не можам да лажеш Долени во простор. Да. Не можам да лажам да кажам дека ќе се снајдам, можеби нешто случајно, да, ама мислам дека тоа, например, ето тој пример што го кажам, мислам дека да, не би се snašla, ама, например, за многу други работи, да се снајдам, да извадам некој известување, некоја информација, спојам со луѓе, така нешто билам надвор да се извадам репрезентативно, не знам, било што. Да, од самото тоа што кажав дека имаме малку поголема храброст во генерациите пред нас. И ја мислам да ради тоа, мислам дека што како не си во генерација си носи своји нови трендови и почетоци, предности, слабости, како што кажавме на почетокот.
Мислам дека и од дома многу сме повеќе охрабривани ради тоа што мислам дека има многу повеќе достапност на информации, сме повеќе као интуит во технологијата и многу полесно можеме да стигнеме до нешто, на тоа што сме го наумили што го сакаме. Да. Мене храброста, да се случувало неколку пати некогаш така, да ми дојде бидам као јас ова никак не би можела да го направам. Сестра ми и мајка ми биле најголемата поддршка за такви работи. Затоа што никогаш во некој момент може да си премногу изморен, нешто се случило па си тажен и не памтиш што се може да направиш. Значи мислиш дека нашата генерација не сме мотивирана генерација. Треба некој да не мотивира за ние да тргнеме од негде. Не можеме на пример сами да тргнеме кога да не фрлат во оган и сами да тргнеме во тоа, мора некој да не подбутне за ние да продолжиме да го правиме. Зависи. Некогаш да, некогаш кога ти кажеш сега некад сум стварно преизморена и заборам како се викам и сега нешто ќе искочи пред мене, некоја иницијатива, нешто ново. И на пример јас сакам, мислам ќе ми кажеме вака и вака бе ова. И ми ќе кажат супер, или нека сум као одма на почеток, ајде одма сега веднаш. Да, и после за идеја некоја така кога ќе ми текне, утризаецо бајле, одма сега веднаш, седнувам, истражувам, правам, бла, се смислувам, да, зависи од моментот. До моментот. Тука сега се добро за нешто што мислиш за као општо за генерација Z. За генерација. Кога ќе се каже зборот генерација Z, што прво ти паѓа на памет? Бунтовно. Се хаос. Кривење хаос. Да, ако се бориш за правите цели, тоа е добро. Како на пример еве ти само по себе знаеш дека тоа е правото нешто за тебе, што баш тоа сакаш да го правиш. Дека тоа е прав избор, што се визува дека не си направила грешка, иако јас сметам дека не постои грешка, него постои лекција во живот, за да не ја повториш нели истата грешка. Информации, истражување, калкулирање, многу калкулирање. Извини што те прекинувам, мислам дека нашата генерација, иако има многу можности, мислам дека не сме доволно информирани за тие информации, конкретно. Кој, например, е многу од наша генерација, да е генерација Z, не знае што е Еразмус. Се чуда што е Еразмус, или што е тоа на некој настан да напишеш проект, зашто тоа да го пишувам, не ми треба, што ми е работа во животот, и се гледаме кроз пари, не гледаме, например, да се надоградиме сами себе. Што мислиш за тоа? Мислам, има исклучеци да не се навреда. Еразмус, јас мислам дека, сега што спомнам, мислам дека многу добра организација, заради тоа што спојаш искуство со осознавање на нови средини, нови луѓе и многу тоа може да значи во животот. Сум била дел од неколку Еразмус проекти. Исто така, сметам дека треба да се впушташ во такви организации, да се информираш, да може нешто од надвор ќе дојде со штука. Фала Богу. И ќе направиш животот да биде многу побав и полезен за себе си прво, а потоа и за луѓето околу тебе и понатамошни генерации што ќе идат. Затоа што никогаш не знаеш што може да искочи од нешто. Тоа да се случи утре, што се вика. И што се друго те прашам, дали мислиш дека ева како за крај, има 30 минути, 20 минути? Кој што гледа? Привете си дуренци. Ја исто вака е ко прашање за пред крај, што би препорачала ти на генерација Z, односно на нашата генерација? Неколку работи. Прво, информирајте се навека што можете, информациите црпете ги од страни кои што знаете дека се подкрепени со факти, затоа што дезинформација е многу страшно нешто. Борете се за своите права, но бидете праведни. Иновирајте работи, ширете љубов, ширете добрина и пробујте да се надоградите себе си навеќе што можете.